Значи редно е да се направи апдейт во однос на тоа што се однесува на како би реагирале пазарите и што моментално се случува со криптопазарот, вклучувајќи го биткоин како најголем коин на пазарот. Со тоа што прво ќе започнеме, како што рековме и претходно, значи ова е уствари официјалната страна на која што веќе ја објавивме, може да најдете кај нас на самиот Facebook page, значи ја имаме истата доколку сакате да си ја додадете во favorites, барем за овој период додека инфлацијата е една од најбитните на некој начин двигатели на самите пазари, со тоа што гледаме дека официјално, значи последната стапка во месец јуни е 9,1%, односно тоа е во овој тек на зголемување уште од самиот почеток на годината, со тоа што 9,1%, еве чисто да покажеме која е таа разлика, од каде се тоа потекнува, значи доколку смениме чарт на инфлација, значи се уште не е сменет, истиот ќе се смени, се уште не е апдейтиран поради некоја причина, но чисто да видиме кога последен пат сме имале 9,1%. Значи доколку се вратиме наназад, низ историјата 9,1% сме имале негде околу 80-тите години, а тоа е точно 81-а. И тоа е ова откако инфлацијата паднала од огромна бројка, од максимум од 14,8% во 1980 година, со тоа што ова е прв пат во овие 40 години и повеќе нормално да имаме ваков тип на инфлација, која што прво е загрижувачки, затоа што станува збор за значи ова е вредност која што делува буквално на секој сектор, значи на секој сегмент од општеството, и затоа како таква е многу битна и истата има огромна улога во диригирање на тоа што ќе се случи во наредниот период. Сега ќе направиме општа анализа во однос на тоа што сме виделе до сега и ќе видиме што понатаму што можеме да очекуваме. Значи прво, од каде потекнува оваа инфлација? Значи доколку се сеќавате во претходното видео го покажавме, ќе го покажам уште еднаш чисто за ваша информација. Значи претходно го покажавме на обичен практично на обична слика, но овој пат сакам да го најдете и вие самите, да го имате. Значи ова е саплајот на долари испринтани во целата историја од незиниот почеток од 1950 и некоја па до денес, така. Значи ова е тикерот M1SL и може да го најдете, тоа е уствари да видите како изгледа принтањето на долари и ова е во билиони, значи 8000 билиони фактички долари испринтани, со тоа што, значи, сега ќе ви покажам да видите како сето тоа изгледа. Значи од вака 1 февруари 2020 година. Да видиме што се случило, колку испринтале од 1 февруари 2020 година. 400% од целокупниот supply повеќе имаат испринтано само во 2 години. Значи, затоа и кажаа дека од целосниот supply, они успеале да испринтаат многу повеќе отколку од целата историја заедно. Ова е тоа многу повеќе, за да видите од каде потекнува оваа инфлација. Значи, замислете, они за овие 2 години не престанале да принтаат долари. Сега, на тој што не му е јасно од каде потекнува оваа инфлација, ова е многу едноставно да види. Колку повеќе доларски средства, доларски банкноти таму надвор, толку е поголема инфлацијата, односно толку повеќе вредноста на самиот долар паѓа. Со тоа што да не забораваме дека генерално вредноста на самиот долар секако паѓа. Значи нема никаква разлика, тоа ќе продолжи да паѓа понатаму, значи тоа е едноставно инхерентна мана на секоја валута, дека едноставно инфлацијата постојано ќе зима дел од вредноста на самата валута, поради тоа што е нешто што не може да се избегне, туку може да се контролира. Затоа и ако можеме да видиме во претходниот период, значи постојано Америка се обидувала да ја задржува инфлацијата барем до 2%, со тоа што нејзиниот напредок е многу полесен кога инфлацијата е на ниско ниво. Но доколку го видиме доларскиот индекс, она што постојано сакам да го покажам на сите, затоа што е многу битно за да видите каде криптопазарот во сето ова спаѓа. Значи, ако видиме од почетокот на самиот долар, истиот е во константен пад. И овој мал раској што го гледаме овде, кој што моментално прави нешто сосема невидено досега на пазарот, затоа што моментално се наоѓа до овде негде, во овој сегмент, ќе видиме понатаму, ќе направиме анализа.
гледаме дека се наоѓа во овој пајачки канал кој што ќе продолжи да паѓа. Значи, иако има раст, значи очекуваме потоа повторно пад и надолу, затоа што тие никогаш нема да престанат да принтаат долари. Зошто го кажувам ова? Затоа што, значи, како што рековме претходно, ќе се вратиме повторно на истата ситуација за да го објасниме ова. Значи, прво морате да разберете од каде се тоа потекнало и зошто ваквиот на некој начин магичен круг повторно ќе помогне на криптопазарот на крај. Затоа што, значи, прво, самата Федерална резерва моментално се наоѓа во магичен круг, во кој што мора да престане да принта долари, тоа што веќе нели престанато, не само што престанало, туку сега со овие 0,75, 0,75 и 0,25, овие до сега 3 каматни стапки кои што ги додаде на сите оние долари кои што се позајмени на комерцијалните банки, фактички се обидува да ги повлече назад оние што веќе ги испринтала. И со тоа гледаме дека самата вредност на доларот се качува нагоре и денеска официјално доларот е и во поголема вредност од еврото. Значи до Сабајле беше негде иста вредност, сега веќе е поголема вредност, барем можеби на кратко можеби се вратил, но пред некој време видов дека е поголема вредност од самото евро, замислете. Со тоа што да не заборавиме дека ваквото качување на каматната стапка и понатаму ќе зголемува вредноста на самиот долар во однос на она корпа од 5 најголеми валути во светот во кој што се мери овој чарт. Со тоа што да не заборавиме дека во исто време кога самиот долар расте, значи затоа што немаме веќе принтање на долари и моментално она што го гледаме во Америка е практично уназадување на самата економија, они веќе не само што не го кријат, туку конечно и го објавија фактот дека они се влезени во рецесија. Значи, иако тоа можеби не е направено на највисоките врвови во самата држава, но очигледно е. Значи, самите најуваат значи, поентата е што мораме да имаме 2/4 од годината со практично негативен прираст на економијата на самата држава за да се прогласи фактички рецесија, а истите се веќе влезени, не само тие, туку и поголемиот дел од светот. Со тоа што непринтањето на долари зголемува вредноста на доларот, а во исто време ја крахира самата држава. Што значи дека они не можат да се борат постојано со инфлацијата колку што сакаат и да зголемуваат ова каматна стапка колку што сакаат, затоа што во исто време ќе ја уништи сопствената економија. Што значи дека постепено пак ќе мора, значи кога ќе дојдеме до момент стапката на инфлација од моментални 9,1% кој што се уште не е апдейтиран, значи ќе биде негде на ова ниво, овде 9,1, што значи дека се додека не добиеме за облување на оваа стапка од овој тип, значи да добиеме ова, они нема да престанат да додаваат моментално каматни стапки, затоа што тоа е единствениот инструмент кој што го поседуваат, со кој што можат да ги повлечат назад доларските средства и да ја намалат оваа огромна инфлациона стапка која што тие предизвикаа. Значи со ваквото принтање неконтролирано на пари, што е, мене да кога ме прашувате, ова би било класичен пример за некоја, како што ви велат они, третосветска земја како, не знам, Тунгузија, ме разбирате? Значи, добро, нормално не постои, само сакам да кажам дека, значи, ова они би го очекувале од некоја земја како што е, например, некоја Афричка република како Чад и Мали, ме разбирате? А они го направија самите на себе си затоа што, за да успеат да бидат лидери во светот и при тоа да се справат со следната пандемија, одлучија тоа да го направат на најлесниот начин. Значи, само испринтај колку што ти треба пари и тоа е тоа, проблемот е решен. Сега, проблемот е што самиот по себе доаѓа полоцна. Моментално е проблемот. И се додека не дојде до заоблување, тие и понатаму ќе продолжат да ги дигаат каматните стапки. Со дигање на каматните стапки, се враќаме на следниот проблем. Значи, колку повеќе се дигаат каматните стапки, толку повеќе доларот расте, оно што веќе го кажавме, колку повеќе доларот расте, очекувајте дека сите пазари ќе паѓаат. Значи, во противредност на доларот се и DXY индексот, NASDAQ индексот, кој што е уствари индекс на самата берза, значи електронската берза NASDAQ, со тоа и сите индекси како на компании, така и на државно поседувани компании и на слично, значи ќе продолжат да паѓаат надолу, затоа што, значи, многу едноставно, се тоа што ние го гледаме моментално во економијата е сметано против вредност во долари. Значи, се додека доларот е главна светска резервна валута и истата расте, можеме да очекуваме дека сите оние добра кои што се сметани во противвредност на доларот ќе опаѓаат со цена.
ова е на некој начин наједноставниот начин на кој што можеме кратко да објасниме од каде се тоа потекнува и како ова ќе се одрази. Сега. Значи, затоа што рековме дека официјално е познато дека моментално сме на стапка од 9,1. Тоа покажува дека досегашните составници кои што ги имавме од Федералната резерва, каде што беше воведено 0,25% на 17 март, па 0,75% каматна стапка дополнителна на 4 мај, 5 мај и 0,75 на 15 јуни не се воопшто доволно ниту да се забави, а не да се запре инфлацијата и да почне да се движи надвор. Што значи дека мора да се додава уште, значи моментално со овие три стапки кои што ги имаме овде, станува збор за 1,75 вкупна стапка, со која што на некој начин сите оние кои што земале било каков тип на заем од Федералната резерва треба да вратат со интерес од 1,75% назад. Со тоа што во оваа ситуација ќе треба да додадеме повторно на следниот состанок кој што го очекуваме, кој што знаеме дека ќе случи на 27 јули, каде што можеме да очекуваме, значи само да видите како се е тоа што го очекуваме. Значи веќе поразговаравме, но сакам да го повторам затоа што не знам дали луѓето го гледале нешто претходно видео. Значи следниот состанок е на 27 јули и истиот треба да биде во два попладне, што значи дека, нели, баш веќе тоа го споредиме за да знаеме сите, за од сега да знаеме на каналот како да го рачунаме, значи ова е во нивниот капитал Вашингтон, што значи дека ова е 6 часа подоцна кај нас, значи кај нас ќе биде во 8 часот попладне, ќе биде објавено, фактички ќе се одржи самиот состанок на Федералната резерва, каде што гледајте. Значи, иако имаме мала промена, ако се сеќавате, ова беше вчера кога го направивме видеото 90% ако не се лажам. Сега веќе има поголемо вртење, значи кон уште поголема, затоа што сега моментално имаме 1,75. Луѓе очекуваат дека може да се дигне и повеќе од 0,75, значи имаме очекување и за 1%. Дека може да се зголеми и за целен 1%, со тоа што да не заборавиме дека досега они самите кажаа дека ќе гледаат нормално да биде 0,75, они најави е 0,75. Но доколку имаме постојано растење на инфлацијата, они мора да превземат нешто уште подрастично, а нема никакви други инструменти, тоа е најголемиот проблем. Они доколку има, истите и ќе ги превземеа или ќе ги најавеа. За разлика од тоа, они буквално најавија дека они и самите учат моментално како инфлацијата делува на пазарот. Замислете, они сега моментално учат како делува на пазарот. Они прво пред една година самите овие луѓе кои што принтаа пари без усул, истите кажуваат дека тоа нема шанси да се одрази на инфлацијата, да не се секирате. Еве, нели? Тоа се тие истите што сега моментално кажуваат дека ова е единствениот начин да се забави инфлацијата, нели? Постепено се додаваат овие каматни стапки, а во исто време кога ги прашуваат дали се сигурни, кажуваат не, и ние сега учиме како инфлацијата се одразува на економијата. Сакам да ви кажам, ова се тие неколку фаци од кои што зависи инфлацијата во Америка, а од тоа зависи и светската економија. Замислете за каков стабилен систем станува збор. И овие се тие фаци што уствари треба да го победат криптово, кое што е уравнотежено, станува збор за иако истото има, нели, доста волатилност на самата цена, но самиот систем е многу по-сигурен, што станува збор за алгоритам, станува збор за машина, станува збор за нешто што не може да направи ваков тип на грешки кои што се како да сте дале не знам, софистициран компјутер на дете да работи, ме разбирате, буквално. И сега наеднаш они не знаат тоа, сега ќе видат како се буквално тоа се случува моментално кај нив и самата јавност во Америка е крајно револтирана затоа што моментално ова многу се одразува кај нив. Значи они јак е самиот долар, но поентата е што во исто време цените многу повеќе скакаат, а луѓето ги губат работните места поради тоа што самите компании се склони кон повлекување, а не кон ширење на своите бизниси. Значи моментално се случуваат она што веќе го најавија дека ќе има масовни отпуштања, дека продуктите ќе пораснат многу, дека самите недвижности ќе пораснат, рентата ќе порасне и замислете, ова е веќе страв кој што го зафаќа целиот пазар во светот, не само кај нив. А ако кај нив се уплашени, замислете колку ова се одразува на држави каде што зависни се затоа што имаат федерални, фактички имаат резерви во долари кои што практично им се повлекуваат. Значи, за тоа што се зголемуваат каматните стапки на домашните комерцијални банки во Америка,
На тој начин фактички од целиот свет се повлекуваат доларските средства кои што веќе се распространети како нели светска резервна валута. Сега, друга работа поради која што јас мислам дека нема да биде 0,75, може да биде и повеќе, значи еден од овие фактори кои што го согледувам, мислам тоа е мое мислење, ќе видиме дали тоа ќе биде така, но следниот состанок на Фед после овој на 27 јули е на 19 септември, односно да го погледаме дека е 21. Значи 19 и 21 септември. Со тоа што на 21 септември, значи веќе овде ќе имаат и некои нели очекување колку би било, но мораме прво да видиме ова. Значи мораме да видиме што ќе се случи на 27 јули. Јас затоа не тргувам и не правам ништо во овој период затоа што мораме да видиме прво со какви вести ќе излезат и нели колкав ќе биде процентот на rate hike што планираат да го стават, што сигурно ќе биде 0,75, сега веќе прашање е дали ќе биде повисок. Значи 0,75 ќе биде 100%. Со тоа што доколку имаме 2 месеца разлика до следниот состанок каде што може да се најави нов rate hike, односно нова каматна стапка, а практично за јули ќе добиеме на 10 август, што значи дека ќе имаме еден цел месец во кој што нема да се стави нов rate hike, односно да се додаде нов процент на веќе постоечкиот за каматните стапки, што значи дека можно е да посегнат по повисока каматна стапка моментално, затоа што еден месец ќе прескокнат во своите состаноци и тоа може да ги кошта многу, со оглед на фактот дека ќе прескокнат цел еден месец во однос на растењето на инфлацијата. Значи, нели, ќе видиме дали тоа ќе се случи, но ова е мое размислување и мислам дека може да се случи затоа што замислете и така расте самата инфлација. И замислете сега да оставите еден месец без да биде контролирана, без да биде, речем, заблажена ако ништо друго од овие rate hike кои што се организирани од нив. Така да затоа верувам дека може да се случи и да добиеме повисоко од 0,75 поради таа причина. Сега ќе направиме анализа на биткоин во однос тоа што се случува и ќе ви кажувам што јас очекувам да се случи, затоа што веќе, значи до сега сме ги виделе овие работи во неколку наврати, затоа прво ќе почнеме од овој чарт, каде што самиот после прво на неделно ниво, за да видиме каде се наоѓа самиот. Знаете дека на овој чарт на неделно ниво ни е најбитно затоа што ги имаме 4A средните вредности, каде што имаме 300 неделната и 200 неделната средна вредност, кои што моментално како што гледаме се на некој начин место каде што имаме акумулационо поле. Но проблемот е со ова акумулационо поле, прво тоа што имаме овој тренд на паѓање надолу, а второ и многу побитно е тоа што имаме bear flag формација повторно. Значи, ако се сеќавате во претходното видео кога објаснуваме за биткоин, кажавме дека цената се движеше во овој триаголник од кој што скрши нагоре, а моментално самата се движи во овој канал, од кој што веќе излезе надолу. Со тоа што испаѓањето од овој канал ни покажува дека повторно ќе го имаме она што до сега се случи веќе, да видиме, значи еден и претходно уште еднаш истото ни се случи погоре. Само момент. Значи го имавме овој голем bear flag, за кој што се уште не сме ни сигурни дали е уствари ова метата или пак ќе биде подолу до 15 за кој што веќе споредивме. Потоа го имавме овој bear flag, од кој што метата ја споредивме точно негде на каде што ја добивме, значи овдека доле, и сега веќе повторно имаме формирање на овој bear flag, со тоа што значи не го избришав самиот Фибоначи за да ви покажам, нели. Затоа и сакам транспарентно работа со вас, не ги отстранувам овие работи кои што ги имаме за да може да видите и сами дека, нели, кога нешто правиме обратно, сакам да го видите тоа, затоа ги чувам чертовите какви што се за да можеме да работиме на нив заедно. Значи овој триаголник како што можеме имаме се уште ја држи самата цена, но тоа не верувам дека ќе трае, затоа истиот и ќе го избришеме. Со тоа што имаме класична bull flag, гледаме дека ова е тој канал, bull flag формација, знаете и сами каде може да ги најдете овие видеа, доколку не сте ги виделе претходно, ќе ве замолам да проверите на нашите. Само момент, значи истата ќе најдеме од врвот на оваа формација. Значи на нашите видеа кои што се за едукација имаме за сите овие формации направено видео. Ќе ве замолам да погледнете таму и истите ќе ви покажа што уствари представува и како се одредува, со тоа што значи ова е фактички
флегполот, односно мерката нагоре, која што треба да ја пренесеме надолу, за да видиме која би била потенцијалната мета доколку оваа формација комплетно се заврши надолу. Значи гледате, дури оди и до негде 8.800 прилика. Значи тоа се оние најави дека цената на биткоин се очекува да падне и до 10.000. Тоа не значи исто дека се случи, но само сакам да ви покажам која би представувала значи званичната мета од оваа формација. Со тоа што јас верувам дека прво ова паѓање би било сигурно до значи претходниот хај, кој што беше од 2017 година, кој што е оваа бела линија, значи сега не мора да го бараме на дневно ниво, што верувам дека би било солидно тврдо, да речем, дно, макар и локално, кое што ќе ја задржи цената барем за одредено време, затоа што, значи, проблемот што е, многу од луѓето се обидуваат да го предвидат тоа како нормален биткоин циклус. Најдеш влегуваме во циклус кој што воопште нема да биде нормален. Значи, не заборавајте дека доколку се вратиме на долар индексот и доколку ги погледнеме, значи еве, само на кратко да ги погледнеме, значи нема да направиме детална анализа или ништо, само на кратко да ги погледнеме индексите на SPY и на Nasdaq, што го правиме во секоја биткоин анализа. Значи, гледајте, сите досегашни обиди за корекција нагоре се неуспешни, затоа што секоја имаме и lower high. Значи, гледајте, уште од почетокот на ова движење, гледајте, цело време имаме lower high. Ево, ова е првиот пат кога истото започнува. Значи, односно понизок врв, повторно понизок врв, понизок врв, понизок врв. Истото и со дното, пониско дно во секој од овие обиди. Со тоа што овој гап кој што го определивме, ако се сеќавате уште тогаш, значи овој гап го определивме уште по овој пат овде, тоа беше во 10 јуни. Гледате, еден месец подоцна истиот комплетно се уште ни помага работата. Значи имаме истиот моментално представува многу цврсто, како да речем, тло, односно представува цврст отпор на цената нагоре. Значи истиот беше еднаш одбиен, втор пат одбиен, овој пат веќе не верувам дека ќе се врати цената нагоре, со оглед на фактот дека после утврдувањето на ова инфлационо ниво од 9,1%, гледајте, и Nasdaq и SPY се паднати за едниот половина проценти, другиот 0,14. Но да не забораваме дека Nasdaq генерално е повеќе паднат од SPY на кога ќе погледнеме целосна слика. Со тоа што полека, значи SPY индексот се приближува до она ниво кое што очекуваме можеби да биде и официјалното дно. Доколку се вратиме на неделно ниво, ќе видиме зашто устари станува збор, веќе неколку пати го спомнавме тоа. Значи официјално Nasdaq се наоѓа во bear market. Значи за овој тип на индекси и маркети, секогаш кога ќе паднат 20% од претходниот all time high, се официјално во bear market. А моментално се наоѓаме на во овој момент се 22% отприлика. Со тоа што очекуваме многу подобро, значи ова е само почетокот на некој начин на самиот bear market, а очекуваме да падне барем до претходниот high или пак до 0,5% од Фибоначи секвенцата, која што е од овој цел потек од претходниот пад, со тоа што може да падне и подлабоко до 0,6%, која што исто така е локално ниво, како што можеме да видиме, но веруваме дека цената може солидно да се задржи во овој период, затоа во овој сегмент, затоа што имаме и поддршка од овој канал, како и 0,5% Фибоначи секвенцата и претходниот врв, значи all time high. Сега, ќе видиме дали тоа ќе се случи, значи мораме да видиме како целата економија ќе се одрази во однос на самата инфлација која што ја гледаме, значи тоа е најстрашниот сегмент. Она на што сакам да се фокусирате во оваа ситуација е дека за прв пат биткоин се наоѓа заедно со сите овие индекси и берзи во длабок bear market, со тоа што имаме дополнително на сето тоа и огромна инфлација. Значи оваа огромна инфлација може драстично да се одрази на тоа каков ќе биде самиот bear market на биткоин, како и на останатите криптовалути. Значи гледаме дека доларот воопшто не се ни помислува да падне. Гледаме дека имаме, како што можеме да видиме на самиот market cipher, значи претходно имаше, гледајте, ова се bear, значи практично како што досега спомнавме,
bearish divergence, односно проблемот е што би било многу глупаво преведено на македонски, затоа морам да ја користам овие термини на англиски, стварно е, значи ми немаат логика. Значи bearish divergence во случајов ние кога треба да имаме конечно свртување на обратно на цената надолу, со тоа што во целиот овој период треба да имаме свртување на цената надолу, но тоа е само постепено. Значи гледате дека тоа е само нека одредена корекција која што само се вклопува во овој сегмент на движење на вредноста на доларот нагоре, што верувам дека нема да престане. Со тоа што гледаме дека веќе ова ниво кое што претходно, ако погледнеме на неделно ниво, ни представува, рековме дека ќе биде отпор, но гледаме дека самата ситуација на пазарот многу лесно го помина овој отпор. Значи тоа е оваа свеќе кое што имаме многу одамна. Значи во овој сегмент, и тоа е на месечно ниво, гледаме дека овде кај уствари. Значи на месечно ниво најпрецизно се гледа таа свеќа за која што разговараме, значи ова е таа свеќа која што ни представува фактички единствената свеќа која што е на целиот овој потек надолу, обратно пропорционална, која што по случајов кратко да, беше отпор, но видовме дека истата веќе е пробиена и сега веќе може да представува поддршка на цената, која што би се движела нагоре. Значи, на неделно ниво, доколку оваа свеќа заврши овде, во понеделник, веруваме дека и целиот овој период, односно целиот овој сегмент ќе се претвори во поддршка на цената, што веќе го гледаме на дневно ниво. Значи, затоа што на дневно ниво ова е веќе втора свеќа која што доби дури и корекција од истата нагоре. Веруваме дека цената, иако се движи во овој канал, значи истата и да добие корекција, корекцијата може да се движи хоризонтално, пред истата да продолжи да се движи нагоре. Зошто го кажуваме тоа? Затоа што гледаме дека и да се продолжи да се движи нагоре, на секој додавање на каматните стапки најчесто прво имаме движење на цената надолу, постепено, па потоа откако самата каматна стапка ќе почне да завзема сила, односно овие се како што можеме да видиме досега, самите по себе имаат акумулативно дејство, но потребно им е време за да може да акумулираат ефект. Затоа и верувам дека и да имаме некоја одредена, затоа што гледате, oversold е комплетно, значи на дневно ниво. И да имаме одредена корекција, корекцијата нема да очекувате дека ќе биде длабока. Тоа и да се случи, значи гледате, имаме канал во кој што се движи цената нагоре, значи го имаме ова ниво на Фибоначи кој што е уствари таргет, кој што го поминавме, што сега може да биде поддршка, како и самиот овој сегмент кој што го најавивме уште од многу одамна, онаа зелена свеќа која што само што ја покажавме, че ова се сите нивоа кои што ќе помогнат да се задржи цената во самиот рейндж во кој што се наоѓа. Значи ова веќе е завршен претходниот триаголник кој што го најавивме, нема поента да ги чуваме сите, нормално, да не биде комплетно преокупиран чартот. Значи, пак ќе кажам, со ваквите ситуации, со сето оно што се очекува од Фед, јас не верувам дека доларскиот индекс ќе падне и тоа и да се случи ќе биде некоја блага корекција која што ќе продолжи да се движи нагоре се додека имаме ваков тип на инфлација која што не е воопште ни забавена. Значи, гледате, за 1% скакна, што се вика. Добро, пак е половина, но гледано од тоа дека досега успеа да додат 1,75%, а претходно немаше воопште и да се качи повторно половина процент, тоа е голема разлика. И замислете ако повторно се качи во јули, а они немаат, рековме дека после овој состанок, значи следниот е во септември, и ако тоа се качи на двоцифрена инфлација, тоа ќе биде нешто што досега не било видено во криптопазарот. Значи досега ние не сме имале никаков bear market во кој што ваков тип на макроекономски ситуации се случиле. Затоа, значи, мораме да го земеме тоа во предвид. Значи, сето оно што сме планирале досега, сето тоа се менува во однос на тоа како се менуваат економските текови. Што значи, и ако имаме подлабок bear market, тоа нема да смени ништо повеќе за нас во однос на тоа дека ако ги погледнеме bull маркетите на нормалните пазари, што нели постојано го правиме преку S&P 500 индексот, затоа што е еден од најстарите индекси во американската историја, че можеме да погледнеме дека во ваков тип на масивни пазари, гледате, значи ваквите бул маркети траат и по 10 години, значи од 2009 па се до 2021 крајот. Значи тоа се
голема разлика, зборуваме за 11 години bull market, во кој што сме имале нели корекции и сето тоа, но не сме имале соодветен bear market. А овдека за прв пат се покажува дека ќе биде тестиран биткоин во званичен bear market на целата економија. И со тоа дополнително не забораваме дека имаме дополнителни кризи кои што го отежнуваат сето ова, но тоа не го менува фактот дека за разлика од економскиот систем, биткоин има сосема друг систем. Значи, самиот алгоритам по себе може да покаже отпорност кон овие економски спреги и затоа, значи, пак ќе кажам, не можеме да знаеме како ќе изреагира истиот, знаеме кои ни се поставувањата на самиот биткоин како криптовалута, знаеме дека очекуваме да добиеме халвинг во мај 2024 година, знаеме дека досега биткоин го наоѓал секогаш дното и почнувал со bull market една година пред самиот халвинг, тоа значи мај 2023 година, знаеме дека дното најчесто во досегашните случаи го достигнуваме една година по претходниот врв во bull маркетот, што ќе видиме дали ќе се повтори во овој случај, со оглед на фактот дека се наоѓаме во ризично место, помеѓу 200 неделната и 300 неделна средна вредност, нешто што досега исто така биткоин не го направил. Сето ова се ствари и факти кои што досега не се случиле во криптосветот, посебно не се случиле на биткоин. И мораме да видиме како истиот ќе реагира. Значи, ако мене ме прашувате, биткоин и овие blue chip крипто, кои што парам јас ги рачунам како едни од посигурните инвестиции, се секогаш добри, посебно со DCA да се акумулираат во ваков тип на ситуација, затоа што колку подлабоко паѓа целата ситуација во инфлација, во сите овие политички проблеми, во сите овие макроекономски појави, значи ако мене прашувате, тоа само дополнително ќе ни даде подобра шанса да акумулираме ствари кои што потоа ќе бидат многу поскапи. Сега, затоа и ви реков, мораме да се прилагодуваме. Значи, верувајте ми, економски експерти во светот кои што се многу искусни не знаат што може да биде. Така да не можеме да знаеме и ние. Но него менува фактот дека многу од овие луѓе во позадина спремаат да купат за ефтино, значи сето ова што моментално го гледаме, значи не значи дека тоа е само биткоин, станува збор за било каков тип на ствари. Значи сите овие индекси кои што ги гледаме, сите овие, да речам, технолошки компании кои што имаат своји харти од вредност на берза и слично, сето тоа ќе биде на некој начин погодено од ваков тип на економска криза, која што може и да потрае, но тоа не го менува фактот дека и да треба да се акумулира некое време. И сега ова не знам вие каква е вашата гледна точка на самиот криптопазар. Значи јас ова гледам на многу подолг временски период. Значи некои луѓе чекаат и по 11 години за солиден профит. Затоа ако мене ме прашувате, јас ваквите макроекономски појави не ме плашат воопште, затоа што значи никогаш досега во постоењето на светот не постоела економска криза која што не престанала или која што довела се до нула. Значи тоа не постои. Значи многу едноставно е. Она што моментално паѓа е само нормален циклус на една економија, затоа и постојано го велам истото. Значи макроекономија е тоа што ви е битно. Мора да гледате на макроекономски план. Затоа многу луѓе овој период го споредуваат со .com bubble од 2001 година. Значи морам прво да ви го објаснам ова затоа што многу луѓето се уплашени до смрт моментално. Сега, знам дека многу од вас купија кога ова беше многу скапо, знам дека купиле на апсолутниот врв, тоа ми е се јасно. Но ова што сакам да ви го покажам моментално е дека многу од овие луѓе кои што купиле на пример во .com bubble, еве ќе ви покажам каде е тоа. Значи истото го мислеле и тогаш. Значи станува збор за длабок пад на пазарот, еве гледате. Значи 2001 година .com bubble луѓето изгубиле огромна сума во овие на некој начин најдобри компании во Америка. Значи во тоа време ваков тип на пад на индекс бил па скоро и незамислив, гледате. 49%, што во криптото тоа за нас е, не знам, е нормален ден. Така, значи овдека кај нас моментално да се види таков пад, да, не е пријатно, но е на некој начин многу пообичаено, затоа што станува збор за многу понова економска нишка која што е многу понестабилна. Но сакам да ви кажам, истите тие луѓе што мислеле дека е крај на светот кога нели се случило ова, гледате. Значи во рок од практично една година паднал 50% овој пазар. Сето оно што било финансирано, 50% веќе биле во загуба. Но доколку истите останале долго на пазарот, значи ова е тоа што сакам да ви го кажам. Значи затоа криптото нека ви биде нешто
што го финансирате на долг временски период. И оние проекти кои што ги бирате, бирајте ги на долг временски период. Ја знам дека е многу пофлексибилно, многу по брзо за разлика од нормалниот економски систем, циклусите се многу побрзи со оглед на фактот дека секој 4 години имаме халвинг на биткоин, да, тоа е нормално, но не го менува фактот дека вашиот поглед на тоа што го финансирате, доколку мене прашувате, треба да биде многу по долгонаменски, за разлика од она кратко ќе ставам за 3 месеци да извадам профит. Значи, затоа ви кажувам, овој канал доколку го гледате за тргување, мислам дека има да научите, но многу помалку во однос на тоа ако го гледате за финансирање, за институционално финансирање, односно да научите што е паметно да се финансира за долготрајно и кога е паметно да се купи за долготрајни инвестиции, затоа што вие никој не ве спречува да тргувате, но секогаш треба да имате дел од портфолиото кој што ќе го заклучите за долготрајна инвестиција како што е во оваа ситуација. Значи станува збор за нешто што досега не сме го виделе во биткоин и не знаеме како ќе реагира на истиот. Значи можеме да добиеме масивен пад наскоро затоа што можеме да имаме голем страв помеѓу инвеститорите дека оваа инфлација никако да се запре и доколку добиеме двоцифрена инфлација, јас сакам да ви кажам дека може да се очекува и многу поголем страв на пазарот, односно многу поголем пад на се, берзи, крипто, се. Значи ви кажувам, ве предупредувам дека 40 години ова не го видел светот и со оглед на тоа, многу од луѓето ќе бидат исплашени, ќе сакаат да испаднат од ризични на некој начин инвестиции, како што во овој случај мислат дека е криптото, а не е. Значи повторно, останува на секој да одлучи за себе нормално, не можам да кажам јас дали е или не е. За нас лично јас верувам дека ова е многу солидна инвестиција и дека ова што моментално го купуваме, значи некој да речем од луѓето кои што работат моментално на пазарите кои што ги следиме ние како канали, на вистина го нарекуваат наскоро ќе дојде генерацијска можност за купување која што не се гледа така често. Значи, затоа ви реков, ваквите макроекономски катастрофални појави на пазарот кои што се гледате еднаш во 40 години. Значи, еднаш во 40 години се гледа 9,1% инфлација во Америка, што е официјална, замислете да не е официјална. Значи, затоа ви кажувам, тоа може да ги доведе овие пазари до апсолутна bloodbath, што ви кажат, значи бања, крв на сите страни. Сега јас повторно ќе се вратам на овој многу битен човек, значи барем иако јас од дното на душата ги мразам овие зилионери, но ова што го направил е многу паметно и мислам дека со една реченица успеал да објасни се што треба човек да прави. Значи Барон Ротшилд, тоа, како што знаете и сами, тоа се една од најбогатите семејства на светот, нормално. Знаете кои се Кардашијанс, ама не знаете кои се Ротшилд. Значи, ако не знаете, тогаш навистина добро си ја работата. Значи, уште во 18-тиот век, многу паметно кажал, значи, времето да се купува е кога има крв на улиците. Сега, има уште еден дел од тоа што одека не е додадено и вели, па дури крвта да е ваша. Значи, буквално и да сте во загуба, нема логика да испаднете. И да сте во загуба, продолжувате да купувате кога знаете дека е добра опција, дека знаете дека нели ќе се врати се тоа, значи ние сме сигурни дека ќе се врати затоа што имаме халвинг. Сигурни сме дека ќе се врати затоа што никој од овие мајнери кои што избегаа од Кина не се откажаа, туку се преселија. Овие огромни фарми се преселија со се, значи од еден континент на друг. Ако тие луѓе не очекувале дека ќе има профит, ќе престанале да го работат тоа. А во моментов, за разлика од тоа, имаме огромни држави како Тексас, каде што буквално молат за ваквите мајнери да дојдат и даваат било какви субвенции, само исти да бидат преселени кај нив. Значи, на макро ниво, без разлика на тоа колку ќе правиме анализи, значи не можеме да знаеме како се тоа ќе се одвива, затоа што ова никогаш до сега не било видено на криптопазарот. Тоа е она што треба да ви биде bottom line во случајов. Сето оно што ќе го гледаме моментално сме пионири. Значи никој до сега не го видел затоа што во сите овие циклуси до сега ова е прв пат да се соочуваме со ваков тип на макроекономски непогоди. Затоа би ви рекол, ако немате живци за ова, јас би ви рекол да престанете, затоа што може да биде многу подраматично во наредниот период. За разлика од тоа, јас сум припремен, затоа и ви реков. Ако се сеќавате да го поделивме портфолиото на 4, од кои што, нели, последниот дел да речеме портфолиото, на 4 дела, од кои што внесовме само на 25%, кога беше цената негде околу 18.000 и нешто, во оние алткоини во кои што планиравме да финансираме, со тоа што сега го чекаме овој нареден пат, веднаш после
самиот состанок, што веруваме дека ќе се случи, и ќе дојдеме барем до прво 300 неделната средна вредност, која што е негде околу 16.900, односно негде од тој сегмент. Значи, официјалната вредност на тој врв кој што е буквално во средината помеѓу all-time high од 2017 и 2019 булранот е на вредност од 13.880. Значи, тоа би била следното ниво на застанување на цената надолу, со тоа што да не забораваме, цената никогаш не паднала под 300 неделната средна вредност и мораме да видиме дали истата ќе има доволно сила за ова да го задржи. А во исто време да не забораваме дека, гледајте, значи RSI е сосема под вредностите значи oversold, препродаден, со тоа што имавме мала корекција и се уште не е влезен во нормалните вредности од 30 до 70. MACD гледаме дека буквално беше паднат до нулата, сега имаме конечно корекција нагоре, со тоа што сигналната и базичната линија се разделени, тоа би иницирало на корекција, но не можеме да зборуваме за корекција се додека ова се случува на пазарот. Исто сакам да напоменам, затоа и ви реков во претходното видео дека може да добиеме корекција во оваа формација која што имавме нагоре, поради ова. Значи, ова е оној сигнал кој што сите моментално го гледаат, а тоа е на неделно ниво добивме две зелени точки кои што ако можеме да зумираме наназад, не сме ги добиле долго време. Значи, гледајте, претходниот пат е во 23 декември 2019 година, а знаете што се случи во 23 декември 2019 година. Значи, булрано. Затоа и реков, значи ваков тип на точка не се добива многу лесно на пазарот, а моменталните ситуации покажуваат дека се очекува ова. Значи, ова проширување на Болинџер бендот се очекува да биде исполнето. Гледате, до 15.000 моментално, а нели како се движи цената надоле, веруваме дека ќе продолжи понатаму. Но мораме да видиме како се тоа ќе се одрази на пазарот. Значи, ова е на некој начин неколку од индикаторите стварно покажуваат дека се е oversold. Значи, да погледнеме и овде. Значи, конечно имаме заоблување на бранот на движење на цената, со тоа што базичната и сигналната линија се разделени. Имаме заоблување на money flow на неделно ниво, што е многу добар индикатор. VWAP е над нулата и имаме солидно место за движење нагоре. Значи, имаме RSI, како што рековме, над нулата, конечно базичната и сигналната линија се разделени и сток RSI и RSI е под нулата, значи под 30, значи дека е oversold. Сите овие индикатори покажуваат на корекција. И секој нормален, значи човек кој што не би ги гледал макроекономските случувања во светот, би ви рекол дека значи корекција е неизбежна. Со тоа што единствено имаме над нас, значи како што можеме да видиме овој сегмент овде, а тоа е на VPVR-от, односно дека имаме сегмент кој што во случајов гледаме дека буквално ни покажал дека овдека е отпорот, и ако се вратиме на дневно ниво ќе видиме дека тоа е она што веќе го исчартавме, а тоа е оваа свеќа. Значи оваа свеќа, ако се сеќавате, која што претходно ја исчартавме уште на почетокот на ова движење, буквално представи отпор и одбивање на цената надолу, иако и ова на некој начин беше исто така предизвикано од овој рейндж на отпор на цената, и можеме да видиме дека самиот VPVR буквално во горниот дел, одма под оваа свеќа, представува место каде што луѓето доста продавале. Со оглед на фактот дека ова се број на трансакции кои што се правени, имаме огромен број на трансакции во овој сегмент, а тоа е уствари буквално ова продавање на краткорочните трговци, што втор пат резултира со испаѓање од овој канал надолу. И рековме, секогаш кога имаме стеснување на Болинџер бендот, се очекува големо движење на цената надолу или нагоре, со тоа што пак ќе повторам, значи на макроекономски гледано со ова покажување на растење на инфлацијата, можеме да очекуваме само пат на цената. Без разлика на тоа колку ни покажуваат стварите дека се позитивни, че гледате, дури и овде веќе имаме солидна корекција за нагоре. Значи, сток RSI е коригиран до 50, кога веќе сме имале 100, знаете дека нема да води до долната граница, туку 50 би била новата граница на oversold, тоа е кога имаме движење до комплетната граница нагоре и надолу. RSI е на вредност 42, што значи дека има солидно простор за движење нагоре.
значи имаме заоблување повторно на money flow нагоре, имаме дополнително и VWAP-от се движи нагоре, значи гледате колку и овде дори ни покажуваат и на дневно ниво, не само на неделно ниво, дека имаме солидни индикатори за движење на цената нагоре. Верувам дека тоа нема да се случи. Не заборавајте, ваквиот тип на индикатор, како што е самата инфлација, би ги победила овие индикатори буквално секој ден, било каде, на било кој чарт. Затоа, значи, пак би речко, немој да се надевате на корекција нагоре, и ако ја има, може да биде многу краткотрајна, за да не завршите еве вака. Значи, јас затоа и го отворив овој бит liquidation chart, и затоа многу сакам да го покажувам, затоа што ова е тоа кога луѓе мислат дека знаат што прават. Значи, денеска го најавија официјално дека, нели, се знае колку е степенот на инфлација. И луѓе ставиле шорт, очигледно. И гледайте, значи во претходните денови шорт имаме колку ликвидирани? 27 милиона, 20, 24, 29. Денеска оние што знаат што прават, нели, као ти знаат дека големата инфлација директно ќе направи шорт, нели, као веднаш ќе трне биткоин надоле, гледайте. 145 милиона ликвидирани поради тоа што мислеле дека цената ќе се придвижи директно надоле веднаш. Значи тоа е оно што сакам да ви го кажувам. Немој да ризикувате, има многу поголеми риби на пазарот, а од друга страна ова е прв пат кога биткоин се наоѓа во вакви околности. Не можете да знаете, и кога си играте со значи леверидж, ова може да ви се случи. Значи замислете, во претходните денови имало по 20 милиона ликвидации на шорт. Денеска, значи за претходниот ден фактички кога ги објавија резултати, имаме 145, односно 146 милиона ликвидации на луѓе кои што мислеле дека цената ќе оди надолу и правеле леверидж на шорт. Гледате, значи затоа ја оставив ова, сакав да ве предупредам, да ви го кажам тоа, но гледам дека веќе е касно за некој од нив, затоа пак ќе повторам. Значи не се обидувајте да играте против пазарот, иако цената треба да се движи надоле, тоа не значи дека директно ќе се придвижи надоле поради тоа што се објавил значи степенот на инфлација. Гледате, иницијално има движење надоле и потоа цената се коригира нагоре. Зошто? Затоа што ги имаме оние луѓе кои што точно знаат како вие ќе размислувате. Проблемот е што они знаат како вие ќе размислувате. Ваков тип на податок ќе ве натера да ставите шорт, ќе се придвижи малку цената нагоре и они буквално ќе го направат обратното само за да ве ликвидираат. Се разбираме? Затоа што, значи, има луѓе кои што буквално ќарат на тоа да бидат обратно од вас. Значи, посебно оние китови, буквално така работат. Значи, на тој начин го прават тоа. Веќе разговаравме, доколку го не сте го погледнале тоа видео, ова беше неколку од оние работи кои што може да ви се случат на пазарот, посебно за она Тера Луна случајот. Таму ги објасниме и овие ситуации како ве ликвидира на пазарот. Значи, доколку не сте го погледнале, може да го погледнете, тоа е од оние блок на технички анализи и видеа за едукација. Тоа е она видео за Тера Луна, каде што буквално може да погледнете тоа како се прави ликвидација од ваков тип на луѓе кои што мислат дека знаат како пазарот ќе оди. Таму може да погледнете за да не навлегуваме во детали, но само сакам да ве предупредам дека не е паметно да играте на кратки трки. Значи во оваа ситуација, посебно во bear маркет, крипто е маратон. Затоа чекајте ги овие падови масивни, како што и во оваа ситуација имаме, рековме, bear flag, кој што јас верувам посебно со ова нов податок за инфлација и овој состанок кој што го чекаме на 27 јули, 25 и 27 јули е, само треба да го поместам, затоа што на неделно ниво не ги дава точно, значи на 27 јули очекуваме дека цената ќе продолжи да паѓа надоле и поентата е веќе да очекуваме до каде истата би паѓала. Јас верувам дека прва званична граница ќе биде повторно, значи 300 неделната средна вредност, која што досега само еднаш била допрена, овој пат беше неуспешно. Верувам дека ќе допреме овој пат и тоа солидно, и доколку истата не успее да задржи, верувам дека следно ниво би било 13.880, односно претходниот хај, локален хај во bear маркетот 2018-19 година. Значи тоа се значи званични нивоа кои што можеме да видиме дека навистина има што да ги задржи овде. Сега ќе направиме и некои други анализи, чисто да видиме што се случува на пазарот. Значи, според, ако се сеќавате, Гозискиот канал, кој што го спомнавме, како еден од оние индикатори кои што ни помагаат во претходните булрани, да видиме
каде се наоѓаме, дали сме блиску до дното. Че рековме дека најчесто 1, 2, 3, 4, 5. 5 свеќи од почетокот на црвениот канал е утврдено дното на тој bear market. Да видиме еве и во првиот официјален bear market, само момент. Еве во овој случај имаме 1, 2, 3, 4, 5. Петата свеќа ни представува официјалното дно на самиот bear market, со тоа што ако се сеќавате, нели, ова беше она што ги правевме оние сметања, да видиме колку фактички колку на некој начин се слични самите циклуси едни по други, со тоа што рековме дека најчесто прилика една година или една година и неколку месеци ни представуваат, само да ви покажеме дека тоа е истото повторно. Само на кратко да ви покажем ова, за да видиме каде се наоѓаме во моменталниот циклус. Значи, имаме од халвингот 12 месеци до апсолутниот врв, 14 месеци до дното, 32 до практично од врвот, 32 месеци до следниот халвинг. Значи, што се случува понатаму? Ќе се вратиме повторно на едно ниво, само сакав да ги повторам оние кои што не го гледале ово видео, каде што покажавме дека циклусите сами по себе се многу слични. Значи, гледајте, иако овдека е малку подолго, 17 месеци, но оприлика повторно е година, до година и пол до апсолутниот врв. Потоа имаме од апсолутниот врв 13 месеци, за разлика од 14 до апсолутното дно, 30 месеци до следниот халвинг од врвот, овдека имаме 32 и 13-тиот месец кој што би го очекувале во оваа ситуација за да биде дно, апсолутно дно би бил 1 декември, но нели, мораме да видиме дали тоа ќе се случи, со оглед на фактот дека ова е 18-тиот месец од халвингот, каде што сме го имале апсолутен врв, но има теории каде што се верува дека ова е уствари апсолутен врв и дека корекцијата која што уствари треба да биде dead cat bounce успеала да достигне на некој начин врв. Што доколку тоа е ситуацијата, ние фактички веќе сме го достигнале дното на некој начин една година после самиот врв, но нели, тоа останува да го видиме, затоа и ќе почекаме. Значи, официјално една година од врвот би било негде околу ноември до декември оваа година да биде веќе достигнато дното. Тоа ќе видиме дали ги се случи и да се вратиме на неделно ниво да споредиме, рековме 5 свеќи од како ќе се направи, нели, кога ќе се смени гозискиот канал во црвен, че имаме 1, 2, 3, 4, 5. Сега, дали ова е дното или не, односно 17.600 ќе видиме, одма после самиот состанок. Јас верувам, значи самиот состанок ќе покаже дали цената ќе успее да се задржи во ова поле, помеѓу 200 и 300 на денот средна вредност и можеби ќе формира голем акумулационен период. Значи, никој не го менува фактот дека и ако падне цената повторно да се 17.600, каде што веќе еднаш падна, може да проложи во овој период, во овој сегмент, помеѓу овие 200 и 300 неделната средна вредност на биткоин. И сето ова да биде уствари на некој начин дното кое што ќе се одолговлечи за, да речеме, неколку месеци, пред цената да почне постепено да се дига нагоре пред една година пред самиот халвинг и самиот халвинг. Сега, значи ова е само гозискиот канал и споредбата со претходните биткоин циклуси, но ќе напоменам уште еднаш. Ќе видиме дали ваквиот тип на информации ќе бидат исти, затоа што претходните два циклуси не биле ни блиску до овие работи со кои што се соочува криптопазарот моментално во светот. Уште една битна работа која што сакам да ја покажам е логаритмичкиот приказ на биткоин, кој што исто така ни покажува одредени работи кои што сакам да ги видите, а тоа е, ако се сеќавате, оној канал кој што го најдовме, во кој што се движи моментално цената на биткоин е сега. Значи, јас ќе ги исклучам индикаторите за да можеме да се посветиме само на самиот канал и да видиме што уствари можеме да очекуваме доколку цената падне до дното на овој канал. Че гледаме дека цената на овој канал, откако нели биткоин навлегува во својот прв бул маркет, гледаме дека се движи буквално во самиот канал нагоре. Со тоа што верувам дека допирањето на долната страна на овој канал би значило и на некој начин многу
еве да речеме, голема шанса дека сме допреле до самото дно. Што моменталната цена на овој канал, за доколку би допрела цената надолу до самото дно, е околу $16,000. Со тоа што доколку се вратиме назад и доколку погледнеме каде моментално се движи самата 300 неделна средна вредност, е околу $17,000. Што значи дека овај $1,000 за биткоин знаеме дека не се голема разлика, и затоа сакам да кажам дека гледате, имате 300 неделна средна вредност, потоа го имате дури и овој левел кој што рековме дека е од средината на bear market од 2018-2019 година. Дополнително го имате и овој канал кој што покажува дека потенцијално цената може да се коригира од неговата долна страна, што е и случајот во 2020 година пред претходниот bull market. Значи, само сакав да ја покажам ова беше едно од оние работи кои што ги дознавме од еден од нашите членови, кој што уште еднаш би му благодарал. Значи, ова навистина помага, како што може да видите, ова е уште еден од оние индикатори кои што ни покажуваат дека еве гледате. Значи, се слични со 300 неделна средна вредност, дополнително и самата долна страна на овој канал. Сега, уште една работа која што исто така ја добивме од член од нашата заедница, кој што сакаше да остане анонимен, а е многу битно за целата заедница. Значи, тоа е Mt. Gox. Значи, Mt. Gox е, ако сега не знам дали сте вие доволно на пазарот за да знаете за Mt. Gox, тоа е една јапонска менувачница која што буквално во одреден период ги поседувала најголемите резерви на биткоин на светот. Затоа што, како што знаете и сами, во почетоците немало многу берзи на кои што, односно извинете, менувачници на кои што можело да се разменува, тргува или стейка биткоин. Со тоа што се што треба да знаете околу Mt. Gox е дека имал некои неприлики, со тоа што многу од луѓето, скоро сите од луѓето кои што биле внатре, се буквално се уште не се обештетени. Односно тоа што поседувале биткоин и не им бил вратен, односно истата била комплетно затворена. Сега Mt. Gox конечно планира после долг временски период, затоа што, значи гледате, има донесено одлука на суд во Токио дека треба поголемиот дел од затоа што истите држат биткоин, но со хак е практично огромен голем дел од биткоинот кој што е задржан на оваа менувачница. Сега, оној биткоин кој што го држат, односно тоа е негде околу 141.686 биткоин. Значи тие ги држат моментално овие биткоини да ги распределат на некој начин според некоја нивна математика. Сега не знам точно како, затоа што не држам, доколку би држал би знаел точно. Значи да ги распределат на оние луѓе кои што имале влог од биткоин во тоа време кога се случило сето ова на Mt. Gox. Сега зошто е ова битно? Значи битно е да разберете дека доколку овие биткоини моментално влезат на пазарот и се вратени на оние луѓе кои што во тоа време ги финансирале, ги купиле, а сега им ги враќаат назад, значи голема веројатност дека прво многу тие луѓе ќе бидат крајно профит, затоа што Mt. Gox се зборуваме пред многу години. Значи замислете, еве сега ќе видиме. Значи до 2014 февруари 2014 комплетно запрале со работа, што значи дека од 2014 година луѓето кои што имале биткоин сега ќе го добијат. Чисто за да видите за каков тип на разлика станува збор, значи да видиме каде било во февруари 2014 година биткоин и да видиме во кој профит се овие луѓе и зошто се стравува од што тоа може да предизвика. Значи ќе се вратиме на месечно ниво за да можеме полесно да стасаме до февруари 2014 да може да видиме која е разликата. Значи вака. Замислите, ова е пред врвот од 2017 година, а ние сме моментално негде околу врвот на 2017 година, така? Значи 2014 година февруари. 2014 година февруари цената била $838 по биткоин и тоа зборам на највисоката граница, така? Значи $838. Они се барем 20 пати во профит од денешната цена. Значи оние луѓе кои што ќе го добијат биткоин од
во овој период, затоа што се уште не е точно кажано кога, но кажано е дека наскоро ќе ги добијат назад, сега можеби не во целосно, но ќе добијат. Значи поентата е што 150.000 ќе дојдат на пазарот. Значи доколку овие луѓе се 20 пати во профит во однос на тоа што внеле во 2014 година, може да очекувате дека истите веднаш ќе ги продадат на пазарот. Значи веднаш ќе ги продадат. Сега, и да не се случи за сите истото, ќе верувам дека голем дел од истите ќе бидат продадени. А тоа е огромна количина со оглед на фактот дека станува збор дека биткоин има само 21 милион. И замислете сега, макар и 100.000 од тие да бидат продадени, тоа ќе биде огромна количина внесена назад на пазарот, што може да предизвика и дополнително паѓање на цената надоле. Затоа сакам да ви кажам, тоа е уште една причина која што може да предизвика до пад на цената која што очекуваме понатаму, што може само да се засили од ова што веќе го спомнавме за инфлацијата, за rate hikes кои што се организираат од Fed, односно новата каматна стапка која што ќе биде додадена. Значи сето ова се на некој начин негативни вести кои што треба вас да ве радуваат. Мислам, барем мене ме радуваат, затоа што да добиеме што пониска вредност на биткоин, значи дека ќе добиеме што пониска вредност и на криптовалутите кои што сакаме да ги акумулираме понатаму. Замислете сега да падне Етериум уште 50% подолу од $1.100. Тоа е оно што сите го кажува да дојде од 4.000 Етериум до 1.000, јас ќе продадам куќата, ќе продадам бубрек, ќе продадам кола. Значи сакам да ви кажам, се наоѓаме во таква ситуација и овдека сега се враќаме на она видео за кое што ви покажував пред некое време какви се циклусите и која е психологијата на тргувањето. Психологијата на тргувањето е кога ќе стасаме до шанса да кажеме што на вистина треба да купиме, поголемиот дел од нас се плашат. Затоа и поголемиот дел од нас остануваат сиромашни. Затоа што кога се наоѓаме во нешто што на вистина веруваме, како што е во биткоин, да речеме во криптопазарот, а се наоѓаме во таа ситуација кај што треба да купиме, значи сме виделе досега 3 беар маркети, сме преживеале, ово е следен, нели првиот може и да не го сметаме за официјален беар, затоа што тоа е многу помал циклус, но еве 2 цели беар маркети сме преживеале и се уште се наоѓаме добро и цената на биткоин е повисока од секогаш, значи нели, иако се наоѓаме после 2 беар маркети, значи да не забораваме дека ова е само стандарден беар маркет. Иако може да се покаже како многу нормално во однос на тоа што гледаме на пазарот, сега за сега е само стандарден bear market и треба да се понашаме како така. И е затоа кажувам, значи, и да добиеме нешто абнормално, тоа може само да ни допринесе уште толку да купиме поевтино крипто. Сега, останува на вас како да го гледате тоа, значи јас така го гледам и затоа мене не ме плаши, но многу од луѓето стравуваат и затоа кога кажуваме дека треба да купувате кога буквално крв се лее по улиците, па макар и тоа да е ваша, многу од нив нема да го направат тоа и затоа нема толку Рокфелери. Значи затоа има еден. Поентата е што не е само да купите, треба да знаете и што купувате, но кога станува збор за криптосферата, ако мене ја прашувате, тоа е индустрија во налет. Значи не може да исчезне. Затоа ви ја покажав онаа страна каде што биткоин досега е прогласен за мртов повеќе од 500 пати. Значи тоа зборувам од официјални, зборувам од нели солидни извори како финансиски весници, банки, аналитичари и слично, кои што досега не биле точно, а не верувам и дека ќе бидат. Сега, да го погледнеме Fear and Greed индексот на кратко. Значи Fear and Greed индексот се движи негде околу првата и втората десетка, што ако видиме на максимално ниво, поистоветува со оние периоди кои што се во апсолутно дно на bear маркетот, но пак ќе кажам, да, тоа е така, но да не забораваме дека станува збор за инфлација која што претходно не била присутна на пазарот кога ова се случувало. Ова е нели на некој начин пред самиот bull маркет, но гледаме дека тоа поистоветува со таквите дна на bear маркети, односно кога имаме апсолутни дно и апсолутно нели акумулациони периоди. Значи таму сме. Гледаме дека имаме мала корекција нагоре, 9, значи најниска беше 6 на 19 јуни, имаме корекција, она што го гледаме во самиот канал, повторно цената моментално, вредноста е 15, со тоа што јас верувам дека вредноста може уште многу да падне, да се најде длабоко во првата десетка, но тоа останува да го видиме нели сега после овој состар на 27 јули. Јас верувам дека тоа
ќе покаже некои работи кои што нели досега луѓето, ако се сеќавате на почетокот барем пред неколку месеци луѓето ми вика нема шанси да падне толку брзо, ќе им биде потребно 10 месеци и една година. Еве, тука сме. Значи моментално гледате, за неколку месеци дојдовме до оние 10-12 месеци кои што луѓето ги предвидуваа. Значи не може да очекувате дека имате движечка инфлација нагоре, самиот долар е на рекордна вредност, што не била видена од 90-тите. Во исто време имате војна во Украина, најава на прехранбена криза која што ќе дојде во зимово, а да не забораваме дека ќе имаме шортич на газ, посебно во Европа, кој што дополнително ќе ја влоши оваа ситуација, затоа што поголемиот дел од европските земји, посебно оние на север, се директно зависни од газ. И сега, сето тоа они ми кажуваат дека биткоин ќе паднал за 12 месеци. За 12 месеци може да биде комплетна катастрофа, ама значи не можеш да ги имаш сите тие проблеми во ист момент и да очекуваш дека нема да се одразат на сите пазари. Нормално ги се одразат, затоа и сме во оваа ситуација. Extreme Fear исто и на нормалните пазари 23 и исто така ги се задржи, затоа што и нормалните пазари се наоѓаат во bear market, што е сосема нормално, и сега веќе ќе добиваме Fear и Extreme Fear од една во друга недела. Значи, тоа е оно што го очекувам и таму, се додека, нели, S&P 500, Nasdaq паѓаат, ќе биде така. Сега, гледаме дека имаме благо покачување на биткоин сентиментот, со тоа што, значи, гледате, имавме дури максимална вредност од 0,25, што е 1/4, нели, од вкупниот 1, колку што може и да биде, со тоа што да не забораваме дека моментално ова е негативно покачување на сентиментот, затоа што ако може да видите на портокаловото поле пишува bots, buying, prediction, scam, fraud, short term trading. Зошто? Значи, во оваа ситуација гледате се наоѓаат оние солуции, купете ботови, predictions, каде да најдам дали да шортнам или да лонгнам, еве short term trading, тоа официјално води до leverage, scam, fraud, дали е биткоин scam, дали е биткоин fraud. Значи, за жал, сега се јавуваат оние негативни реторики кои што ја гледате. Луѓето сакаат да знаат. Значи, дали е тоа вистина, дали е меур, дали никогаш нема да порасне повторно. Значи, тоа е нормална работа во секој bear market, истите постојано се случуваат. Ако се вратите, имаше во неколку мои видеа до сега, буквално ја обработив она страна каде што биткоин е убиен веќе 500 пати и сега го се враќа. Значи, во буквално, значи, тоа му е определено во чартот. Како цената се движи надоле, така биткоин нема да се поврати нула, тоа е тоа крај. Како цената се движи кон all time high, ова е бабл, ќе пукне и тоа ќе биде тоа, тука ќе заврши, значи, и нели, ова е повторно само bear market, нормална реторика, тоа се очекува. Со тоа што гледаме дека, значи, и на биткоин ток, ова е уствари генерален биткоин ток на интернет, Reddit и Twitter, гледаме дека имаме доста слаба оценка, единствено на Reddit имаме малку повисока, 0,44, со тоа што ја верувам дека ова е доста поврзано со Mt. Gox, затоа што тоа испадна пред 5 дена како вест, само немавме направена анализа да можам да ви ја објавам, иако нели треба официјално да се знае кога ќе бидат вратени на пазарот овие, за да имаме нели очекување за тоа кога ова ќе биде како шок на цената. Значи тоа се уште не се знае, не е ставено до јавноста. Верувам дека Reddit е еден од оние, затоа што Reddit е доста време присутен на пазарот, верувам дека е еден од оние кои што доста ќе се шпекулира посебно околу Mt. Gox, затоа и верувам дека овој сентимент на 0,44, што е доста невообичаен за ваков тип на сентимент во волку длабока цена на биткоин. Но нели, останува да видиме, нема ништо out of the ordinary, јас постојано и гледам вестите, значи Mt. Gox е најбитната вест моментално, и CBBI. Ако се сеќавате, јас ви кажав дека CBBI е една од оние индекси кои што јас навистина ги почитувам, досега се покажа како доста солиден, со оглед на фактот дека доколку не сте гледале наши видеа, значи истиот е збир од 10 различни индекси, кои што како таков е, гледате на овој чарт, спореден во досегашните bull и bear маркети, уште од самиот почеток, со тоа што на апсолутните дна може да споредите со самата цена на вистина, значи истиот, гледате, во
15-та година фактички овдека е 3, значи вредноста негова е 3, па дури 2, каде што имаме апсолутно дно, потоа истиот во 2018 година декември имаме 3, каде што е апсолутно дно, и сега моментално се наоѓаме на вредност од 9, што ни покажува дека се уште имаме простор за паѓање, но дека сме блиску до потенцијално апсолутно дно, доколку го следиме овој индикатор. Затоа и реков, значи од 9 да се врати до 3, јас верувам дека би било прилика ова. Значи дали ќе биде 300 неделна средна вредност или ќе биде вредноста на претходниот локален хај во 2018-2019 година, верувам дека негде овде ќе го оформиме дното. Ако сум грешка, цената ќе падне подоле, што дури и вас треба да ве радува, ако мене ме прашувате, значи ако сум грешка и цената да падне до 10, значи јас исто ќе се радувам дека сум грешка, многу ќе бидам радосен дека сум грешка, но верувам дека ова би било потенцијално дно негде од 300 неделна средна вредност до локалниот хај, како и доколку гледаме нели каналот на логаритмичкиот приказ, повторно негде околу 15.000 до 16.000 во однос со тоа каде ќе падне цената надолу, кое што повторно кореспондира блиску до 300 неделна средна вредност, и ова би можело да се спушти негде долу блиску до 2 или 3, како што и овдека било во два случаја на апсолутно дно. Со тоа што немој да се обидувате да го темпирате апсолутно дно, тоа е оно што постојано ви го кажуваме, многу е попаметно да едноставно правите DCA кога цената ќе се спушти солидно, искористете го моментот, отколку да чекате да добиете апсолутно дно и да го пропуштите. Значи и да сте купиле неколку пати и да не сте го погодили апсолутно дно, битно е да купите што подлабоко во корекцијата од bear маркетот. Значи, затоа и ви кажувам, фокусирајте се на тоа, доколку овие невообичаени појави, како што се високата инфлација, војна и слично, допринесат дополнително да падне цената, тоа е само позитивно за нас. Доколку овие негативни појави не допринесат, тоа се движиме само по правилата на досегашниот циклус на биткоин, како и на криптовалутите. Што значи дека ја затоа и ништо надвор од вообичаеното не правам. Ги следам овие работи, само се трудам да се на некој начин дали истите би допомогнале во однос на оние аналитики кои што ги правиме, или пак се движиме само по досегашните правила на DCA, односно како цена да се движи надоле, така постепено купувате се повеќе и повеќе, со тоа што ние на некој начин сме длабоко влезени во крипто и сега, но сепак имаме солиден дел од нашето портфолио кој што се уште не сме го финансирале поради ваков тип на можности кои што наскоро мислам дека ќе се појават. И јас затоа и го чувам. Значи, ако не сум го чувал, нема поента да го анализирам ово и да ви кажам дека нели треба да чекате, ако ние не сме трале капитал на страна за да чекаме. Затоа и јас не ви кажувам како финансиски совет, туку ви кажувам што правиме ние како тим и кога планираме нели дополнително да вложиме средства во криптопазарот. Со тоа би ја завршил оваа денешна анализа. Значи, повторно, не заборавајте дека на 27 јули ќе биде следниот состанок и до истиот, значи ова е на неделно ниво, затоа е пишано 25, доколку се вратиме на дневно ниво, истиот ќе се аџастира, ќе се смени. Значи гледате, на 27 јули во 8 попладнето по наше македонско време ќе биде на некој начин состанокот. Јас ќе се обидам да објавам линк за да можеме да следиме во живо што ќе се случува. Веднаш после состанокот имаат пресконференција на која што ќе објават која ќе биде. Значи повторно немој да се надевате дека нема да има или дека ќе намалуваат. Значи тоа е невозможно. Значи работава која ќе биде, дали ќе биде 0,75 или можеби повеќе. Со тоа што повторно поголемиот дел од експертската јавност верува дека ќе биде 0,75 и дека тоа ќе допринесе до дополнително паѓање на биткоин како и на останатите вредности надоле. Но не заборавајте дека некогаш ваквиот тип на паѓање се случува и пред време, затоа што луѓето знаат што да очекуваат. Веќе неколку пати се случило досега и можно е цената да почне да паѓа уште пред време. Она до оние кои што мислат дека со леверидж точно после состанокот ќе направат пари, сакам да ви го кажам, имајте го предвид тоа дека некогаш ваквиот тип на на тргување
не е паметно да се прави буквално поради тоа што многу од луѓето веќе знаат што ќе биде, че нели до сега 2 пати се случува да се качува инфлацијата, со тоа се качува и rate hike, односно каматните стапки, и луѓето веќе знаат да се откажат пред време и да продадат уште пред да биде објавено. Затоа ви кажувам, бидете внимателни. Значи сите оние кои што планираат со leverage trade или со short term trading, бидете внимателни, пазарот е моментално многу волатилен и буквално е полн со ваков тип на големи китови кои што буквално ловат во мат. Значи моментално чекаат на таков тип на луѓе што мислат дека знаат точно како се профитира, за да го направат она што ви го покажав на ликвидациите. Значи, оние 140 милиони што ги покажав на ликвидациониот чарт се буквално од такви луѓе што знаат што прават. Затоа пак не сакам да ве навредам, само ви кажувам дека DCA и макроекономска слика, техничка анализа на долг период, како што е од дневна, неделна и месечна база, се многу по стабилни, можеби не толку профитабилни колку што се стабилни, но знаете дека профитот кој што ќе направите ќе биде многу посигурен. Благодарам уште еднаш на поддршката. Благодарам на оние кои што дојда од нашиот канал да ни се придружат и на протестот. Значи од срце ви благодарам за таквата поддршка. Се надевам дека ова што го правиме на каналот допринесува за описменување на нашата македонска нација во однос на криптопазарот, затоа што како што реков, крипто доаѓа, не чека нас. Додека ние да се свестиме, веќе ќе биде во секојдневна употреба и ќе биде многу потешко тогаш да се прават материјали, тогаш да се образува нашиот народ. За разлика од тоа можеме тоа да го направиме сами. Значи ова е моја иницијатива да помогнам колку што можам повеќе на нашите сограѓани да добијат ваква едукација уште пред да треба да чекаме тоа да го направи за нас, ме разбирате, некој официјален од државата, ако ме разбирате. Затоа ви благодарам на поддршката, ви благодарам на оние кои што постојано не следат, значи затоа и ги правиме овие материјали. Ќе продолжиме и понатаму сега додека имаме ваша поддршка. Имајте добар ден и се гледаме во наредното видео.